Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, честит 24. мај, денот на светите браќа Кирил и Методи. Со денешниот празник, денот на сесловенските просветители, одбележуваме еден исклучително значаен цивилизацијски процес за Северна Македонија, Европа и светот, остварен преку нивните мисии меѓу словенските народи во 9 век. Темелот на овој процес е создавањето на првата азбука, глаголицата, од која подоцна нивните следбеници, пред се свети Климент Охридски, ќе ја создаде кирилицата како основа за стандардизација на македонскиот јазик и писмо. Светите браќа овозможија Библијата да биде достапна за сите словени и старословенскиот јазик да се воведе во црковните служби. Истовремено, тие и нивните ученици ќе започнат и далеку поширока културна активност преку описменување на населението, превод на книги и формирање на книжевни школи, од кои подоцна ќе произлезе и Свети Климентовата Охридска школа. Почитувани, епохалното дело на светите Кирил и Методи на различните словенски народи им овозможи самоуверено да зачекорат на светската цивилизацијска сцена. Во тој дух, ние денеска можеме да кажеме дека одаваме почит на делото на светите браќа, заедно со сите останати словенски и други народи, кои чувствуваат ист долг кон нивната мисија и наследство и ги слават со достоинство и чест. Затоа и папата Јован Павле II во својата енциклика Послание од 31. декември 1980 година ги прогласи светите браќа за заштитници на Европа. Почитувани, во време кога се соочуваме со пандемијата предизвикана од COVID-19, и кај нас и во светот се наметнува неопходност за една нова нормалност со поинаков начин на функционирање, вклучително и во образованието. А токму наследството кое ни го оставија светите браќа Кирил и Методи не подсетува и обврзува на потребата од визионерство во организирањето на образовниот процес преку употребата на алатки што ги нуди современата технологија. Светите браќа како покровители на просветните работници се инспирација и за нивната работа, како и за работата на образовните институции во нови услови, за да се оствари едукативниот процес за секој ученик и во оваа вонредна состојба. И во оваа прилика упатувам честитки до сите вклучени во овој процес. Нека ни е честит и векови 24. мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи.